Добар ден, почитувани, ја следите најновата Телма амбуланта. Менструалниот циклус е природен дел од животот на секоја жена, но и тема околу која се уште има многу дилеми и погрешни информации. Кога болките се нормални, а во кој случај се знак за проблем? Што значат нередовните и обилни циклуси? Дали имат влијание стресот и хормоните? И што се случува со циклусот во перименопауза? Колку често жените со обилни менструации развиваат анемија? Како да се избере соодветна хигиена? Влошки, тампони или пак менструална чашка? За менструалното здравје денеска разговараме со примариус доктор Искра Дукова, специјалист по гинекологија и акушерство. Останете на Телма, а познато ви е дека ќе имате можност и да се вклучите со ваши прашања во програма. Што треба да знаат жените за менструалниот циклус? Ова е прашањето кое што во денешната Телма амбуланта ќе го упатиме на примариус доктор Искра Дукова, специјалист по гинекологија и акушерство од Оделот за инфертилитет и асистирана репродукција при Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство и представник на МАГО, Македонската асоциација на гинеколози и акушери. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Ви благодарам за поканата. Со неизмерно задоволство учествувам, затоа што ќе опфатиме еден голем опсек на информации што можеме на нашите гледачки да ги дадеме во однос на менструацијата од самиот почеток до самиот крај. Споменавте од самиот почеток и тука ќе стартуваме. Кога е нормално девојчињата да ја добијат првата менструација? Па првата менструација е еден след на околности кои што се случува со самиот пубертет и со самите хормонални промени кои што се случуваат во телото и обично просечна возраст на која што девојчињата ја добиваат менструацијата е 12 години. Се верува, статистиката кажува дека 95% од девојчињата до 15 годишна возраст ќе ја добијат својата прва менструација или така наречена менарха во наша терминологија медицинска. А оние девојчиња кои што нема да добијат менструација до 15 години, може би знак и треба да се јават кај својот лекар, тоест родителите, мајките да ги однесат. Може би постои впечаток дека денес нешто порано добиваат девојчињата, се почесто зборуваат и мајките и во училиштата и помеѓу нас или во медицинските кулуари. Но нешто вика статистиката, паш сакав јас малце поише да истражам околу таа тема. Да кажеме, Соединените Американски држави, нели они секогаш водат статистика околу тие работи. Ако 2003 година, да кажеме, била просечна возраст на добивање менструација 12,1 години, 10 години подоцна малце се поместила на 11,9 години. Сега, зошто тоа се случува и зошто имаме впечаток дека порано добиваат девојчињата? Најверојатно е заради условите и начинот на живот во кој што живееме. Прво е добрата и богата исхрана што ја имаме, но лошата исхрана, значи преработена, рафинирана, со многу сол и шеќери во исхраната, но исто така тука се и еколошките фактори кои што можат да влијаат на порано добивање. Има едни така наречени естрогени дисруптори, може би слушнале и слушаат и се зборуваат така почесто, но не толку, кои што всушност ги има во пластиките и во амбалажите, микропластиките кои што можат на одредено ниво да влијаат. Имитираат естроген. Да, тие се така наречени естрогени дисруптори кои имитираат естроген и може да влијаат на порано добивање менструација, а може и некои други подолгорочни промени да предизвикаат. Зошто е тоа битно? Битно е затоа што всушност ако порано добие девојчето менструација, ќе има подолгорочни промени и ризици за понатаму, ризик за дебелина, ризик за метаболни нарушувања кои што се случуваат, а и исто така може да има и влијание на фертилитетот, тоест на инфертилитетот или во однос на репродуктивната моќ, да, на самото девојче. Како девојчињата реагираат кога ќе добијат првата менструација? Дали си сплашени, чувствуваат ли срам, бидејќи можеби понекогаш се и психички неподготвени за сето тоа што следува, или поради информациите кои што се достапни на интернет сега се е променат? Па прво и основно тргам, нели, јас сум професионалец, гинеколог, акушер сум, доктор сум, баш гинеколог, а од друга страна тргам како мајка. Јас имам две девојчиња мали,
7-годишно и 4-годишно девојче, кој што всушност секојдневно размислувам како и кога да ги воведам во тој свет на информации, нели, околу менструацијата. Ама ако ја земам менструацијата дека е всушност нашата моќ, нашата сила, затоа што таа е знак, нели, дека располагаме со репродуктивна моќ и едно богатство кое што треба уште од почеток, уште од пред да добиеме менструација, да ги добиваат информациите, нели, девојчињата околу тога, тогаш настапувам со следното, дека би сакала што поотворено да се разговара за тоа. Сметам дека треба да биде како дел од основното здравствено воспитание. Но реалноста е малце поинаква. Не само кај нас, како ова подневје, Македонија, и во силно развиените, добро развиените земји, а и во руралните или неразвиените, постои таа една генерација што се привлекува менструална стигма. Тоест, за менструацијата се зборува нешто како што е срамно, треба да се скрие, не треба да се кажува дека го има. Па така, и девојчињата генерално, да кажеме, направени една студија социолошка сеопфатна во Македонија 2021, каде што ги прашале средношколките и студентките што почувствувале прв пат кога добила менструација. Така што имаме еден доказ дека нашите жени, всушност нашите девојчиња, најмногу прво чувствуваат збунетост, срам. А зошто е тоа така, кога знаеме дека го очекуваме? Еден многу мал процент чувствуваат среќа или изненадување или едноставно, нели, задоволство дека добила менструација. Иако тоа вака го знаеме меѓу себе и го имаме и докажано, нели, во овие студии, потребно е да работиме на тоа, да го смениме, затоа што мене како гинеколог ме поразува идејата дека едно девојче кога ќе ја добие првата менструација се срами или е збунет. Напротив, сметам дека треба прва информација да добие, да знае што е тоа, а кога ќе се добие таа менструација треба да се радува и да се слави дека всушност една нова биолошка моќ е дадена на девојчето, затоа што, нели, самиот менструален циклус, самата менструација е еден биолошки процес фундаментален, еден од најзначајните и најприродните циклуси за остварување, нели, на својата репродуктивна моќ. Што говори ова истражување што беше спроведено кај нас? Стравуваат ли девојчињата, па и жените? Дали ќе се забележи некоја дамка од менструацијата на лиштата? Се срамат ли влошките да не се видат доколку ги носат во торба? Па да, тоа и самите истражувања кажуваат, ама и ние во нашето искуство, ние кои сме биле девојчиња, нели, обично татковците или браќата, ако во некои моменти биле праќани да купат менструални средства, па тие се криеле во кеси, се ставале хартиени, или, например, кога сме излегувале, па потајно, нели, влошката ја чуваме на страна, да не видат дека идеме во веце, или многу внимателно пазиме да не остане некоја дамка и тоа, нели, предизвикува чувство на срам. Но она што и студијата која што ја има спроведено, го кажува истото. Значи, всушност дека девојчињата и младите жени всушност и отсуствуваат од своите секојдневни активности поради овие работи, значи околу срамење на користење на менструалните средства. Ама од друга страна, има уште еден битен факт, а тоа е дека можеби не се срамат и не ги извршуваат своите секојдневни обврски затоа што можеби не постојат доволно санитарни услови каде што можат тие да ги извршуваат. Од состојбата на тоалетите. Да, тоа е више од социјално-економски аспект еден и кое што е знак за една така наречена, нели, сеопфатна државна менструална сиромаштија, кое што всушност не треба само ние како медицинари да бидеме вклучени, него токму и ова, нели, тука што сме заедно да едуцираме, да информираме, но и државата, општеството да може да обезбедува соодветни услови за практикување на таа менструална хигиена кај девојчињата. Менструалниот циклус кај девојчињата на почетокот е нередовен. Кога треба да се очекува да се воспостави некакво правило, редовност во менструалните крварења? Нормално е на почетокот менструалниот циклус да биде малку нередовен, затоа што всушност му треба време на организмот да се навикне на оваа нова комуникација помеѓу мозокот, двете жлезди во мозокот, хипофизата и хипоталамусот и јајниците, значи се навикне на овие хормонални промени кои што се случуваат.
Периодот е од прилика година 2 до 3 и тоа е всушност тој период каде што тој систем, така наречена хипофизно-хипоталамусно оваријална оска, се уште не е зрела. И таа треба да созре. И тоа е нормално во тој процес, да кажеме, да се појавуваат така наречени ановулаторни циклуси, кои што не значи дека секој е нормален еден циклус со овулација и треба да очекувате да бидат трпеливи девојчињата дека ете во таа прва или втора година може да изостане менструацијата, на подолг период да се јавува или почесто може да се јавува од она што е нормално или предвидено. Така, а на колку денови треба да се јавува менструацијата кај девојчињата? Менструалниот циклус се вели дека во просек трае од 21 до 35 денови со просечна некоја вредност од 28 дена и всушност започнува со првиот ден на менструалното крварење и завршува со денот претходно пред да настапи повторното менструално крварење. Менструалното крварење трае некаде стандардно или типично околу 2 до 7 дена. Значи може да биде нормално и 7, може да биде нормално и 2, но поентата е да кажеме во тој регуларитет на случување на менструалните циклуси и самото менструирање да биде слично, значи да има сличен ритм, да има сличен изглед, да има слично траење. Што е со менструалниот циклус всушност? Значи ако го поделиме на едни две големи фази, во таа прва фаза имаме една подготовка на фоликулите во јајниците, на јајната клетка да созре и да се исфрли. Значи таа е така наречена фоликуларна фаза, во која што всушност негде на средина на циклусот, која ќе созрее таа јајна клетка, таа ќе се исфрли и треба да биде оплодена. И сега настапува таа другата, втора фаза на циклусот или подготовката на матката, или таа така наречена секреторна или лутеална фаза, каде што всушност ваму игра главна улога прогестеронот, а во оваа прва фаза главна улога игра естрогенот хормон. Во оваа втора фаза всушност треба да се задебели слузницата на матката, каде што ќе биде вгнездена оплодената јајна клетка. И сега на крај на циклусот, ако не настане оплодување, тие два хормони, естрогенот и прогестеронот, нагло паѓаат и всушност тука настанува под каскада на случување, одлупување, одлуштување на тој задебелен функционален слој на слузницата на матката и настапува менструалното крварење. Тоа е едно дебри на слузница и на крв кој што се јавува и всушност тоа е самото менструално крварење. Како треба да изгледа самото менструално крварење? Нормално ли ако има во него грудки крв? Да, да кажеме, нормално е да има во дел од крварењето во некои денови, не секогаш во сите, да кажеме во тие почетниот, првиот, вториот или третиот ден, нормално е да има изгручување на крвта, но, како да кажем, ако имаме едно вообичаено згручување тој 1 или 2 дена од текот на циклусот да се јавува постојано, во ред, но не треба да биде премногу. Ако е премногу и пообилно или е различно од претходно што било, тогаш треба да размислиме дека можеби нешто се случува. Тоа многу зависи од евентуално хормонално пореметување, ако има, може да биде сама патологија да има, значи полепи или матки или една аденомиозна структура на матката може да има, па да го јавува тоа пообилно згручување во менструалната крв, или може да има и пореметување во самата коагулација на крвта, па да ги прави пообилни и да кажеме со коагулуми тие крварења. Како проценувате дали менструалното крварење е обилно или пак е слабо? Како проценуваме? Постојат некои податоци во литературата каде што викаат дека целиот тој обем на крварење во тие 4 или 7 или 2 дена треба да биде со некоја просечна волумен од 30 до 60 милилитри. Би било и 80 милилитри нормално, би било и 5 милилитри нормално. Но реално ние немаме како тоа да се измери. Не може да се измери никако. Оно што ние како во пракса или како гинеколози го практикуваме е тоа дека ако менструалното средство, влошката или тампонот се натопи и исполни или преполни за помалку од 2 часа, тогаш е нешто за кое што треба жената, девојката да се јави на лекар и да се направи проценка да се види зошто е тоа така. Што е подобро да се употребува? Влошки или тампони? Сега има менструална чашка.
еден нов тренд. Да. Не постои идеално менструално средство кое што да кажеме сега јас како професионалец би го препорачала на девојките. Се зависи од удобноста, комфорот, преферирањето на самата пациентка, можеби и здравствената состојба, анатомската состојба. Она што може да се каже, можеби во почетокот, додека младата девојка ги научи работите како треба да бидат, нели, како да се одржува хигиена, додека добие една удобност во користење на тие менструални средства, можеби е подобро да се користат менструалните влошки или кај оние жени, девојки кои што имаат пообилни крварења. Тампоните би биле резервирани кај оние девојки кои што се, да кажеме, физички поактивни, сакаат една поголем комодитет да добијат, но она што многу е битно кај тампоните треба тие редовно да се менуваат и добро да се одржува личната хигиена. На колку време да се менуваат? Зависи. Значи за тампоните би било да биде почисто менување, затоа што таа е една влажна средина која што ја создава внатре тампонот во самата вагина, нели, може да создаде да се наруши екосистемот на самата вагина и може да дојде до развивање на несакани бактерии. Но она што е битно е дека треба редовно да се менуваат на 3 до 4 до 6 часа. Ако девојката користи тампони во ноќните часови, тогаш е подобро да користи влошка, затоа што имаме еден поголем период, нели, за време на спиењето, каде што не е во можност да го смени тампонот. Ме прашавте за менструалните чашки. Менструалните чашки се, да кажеме, интересна тема, која што добива се повеќе на популаритет. Така, еве, на видеозидот ја гледаме во моментов. Значи, во последно време има интерес за менструалната чашка, иако можеме да кажеме дека немаме толку искуство со неа, но што е работата со менструалната чашка е поекономична. Значи, не се трошат толку пари и е попрактична за користење, се става и може да се држи до 8 до 12 часа. Значи, не треба толку често менување. Она што е битно за менструалната чашка е да се знае добро правилата на хигиена и на одржување и на стерилизирање и реупотреба на самата чашка. Има се повеќе и повеќе, да кажеме, не млади девојки, колку што оние кои што се во зрела репродуктивна доба, каде што наоѓаат своја удобност и комфорт со користењето на менструалната чашка. Постои ли ризик при користењето тампони да се добие токсичен шок? Токсичен шок од тампони, тоа е една, да кажеме, терминологија или еден синдром кој што многу бил актуелен во 80-тите години, особено во Соединетите Американски држави, затоа што таму многу на популаритет добило користењето на тампони. Треба да кажам дека тампоните всушност во било која возраст може да се користат. Табу е да се каже дека може да се користат само после започнати сексуални односи. Така што да кажеме во Соединетите Американски држави по-преферирано менструално средство е тампонот отколку влошката помеѓу младите девојки. Но што се случувало тогаш? Тогаш немале толку информација околу работите што предизвикува самиот тампон. Таа влажна средина внатре во вагината на нечестото менување на тампонот доаѓало до намножување на една бактерија стафилококус, која што всушност давала симптоми на грип и потоа на сепса, кои што не биле детектирани или не можеле да се разграничат дека всушност се случуваат заради користењето на тампонот. Не можеле да најдат која е причината. Но со едукацијата на девојките и одржувањето на добра менструална хигиена, ова е надминато и да кажеме со редовно менување на тампонот, всушност тоа се избегнува. Апсолутно, и со одржување на интимната хигиена. И интимна хигиена. Сакате да додадете уште нешто? Сакам да додадам дека нели обично тампоните и ние ги користиме кога сме на одмор за пливање. Да кажам, по-конвенционални или удобни се кога имаме некакви физички активности или, например, за капење кога идеме на одмор. Она што е битно да им се каже на девојките е дека всушност тие треба да се менуваат веднаш по завршувањето на пливањето или на спортската активност, за да може да се одржува таа средина сува и да се менуваат и да се измијат и да се облече една удобна и памучна и, да кажеме така, проветрена долна облека. Значи, за време на менструација може да се оди на плажа и да се плива? Апсолутно, да. Не постои никаква контраиндикација лекарска во однос на пливањето и користењето на тампони во однос на уживањето на плажа. Не се ефтини овие средства за одржување на менструалната хигиена? Не се ефтини. Ако ги земеме предвид не само менструалните средства,
туку да земеме предвид и пропратните работи што се купуваат, нели? Влажни марамици, тоалетен папир, понатаму, нели, средства за болки што се користат, аналгетици кои што се користат во текот на менструацијата. Да кажеме, ако некој просечно имало месечно потрошувачка имало околу 400-500 денеса, таа секако е зголемена. Треба да се работи на тоа да тие станат достапни за сите, затоа што некои се уште и кај нас во отсуство на тие хигиенски средства знаат и има податоци дека користат и преперувани крпи или тоалет папир само заради поентата дека не ни можат, нели, да се ги дозволат. Затоа ние од Македонската асоциација на гинеколози и обстетричари водиме неколку, да кажеме, проекти со предавање и едукација во соработка со општествено одговорни компании, каде што всушност, нели, ги едуцираме младите девојки околу менструалната хигиена, менструалното здравје и се обидуваме да станат тие што подостапни. Сега, например, има диспанзери со хигиенски средства по факултетите во Република Северна Македонија и државме предавање на младите девојки по студентските домови, каде што всушност, нели, им дававме една насока како да го одржуваат тоа менструално здравје. Дали за време на менструацијата може жената да биде физички активна, например, да вежба? Апсолутно. Обично што се случува, тие неколку дена пред да добиеме менструација или кога ќе добиеме менструација, нели, како што кажав, под влијание на прогестеронот, ние стануваме малце потроми, помрзливи, сакаме поише да си легнеме, да немаме толку активности, дури кога имаме некои обврски што треба да ги завршиме. Но научно е докажано дека физичката активност всушност ги олеснува сите овие работи. Значи, едно е дека преку редовна физичка активност може да се ублажат предменструалните симптоми, дури за време на менструацијата физичката активност која што предизвикува зголемено лачење на ендорфини може да ги намали болките и грчевите во стомакот кои што се јавуваат. Така што физичката активност нема да ја гледаме како еден дополнителен фактор во менструалниот циклус да се практикува или да се користи, туку како основен дел, јас би рекла, ако можам да кажам, дека е потребно да се практикува за да имаме едни полесни менструални синдроми, да имаме една полесна менструација. Сега не да биде тоа, не знам каков тренинг во смисла силен, активен или напорен во тие денови, всушност телото само ќе ни каже како треба да се однесуваме. Доволно е пешачење, точак возење или практикување јога. Да си го слушаме, значи, телото и умерена физичка активност, што е со оние жени кои што имаат тегоби секој месец пред да добијат менструација? Понекогаш има дури гадења, повраќања, тоа е дел од PMS. Да, само што го споменав, тоа е така наречен предменструален синдром, или тоа е тие неколку денови пред да се добие менструацијата, кога го чувствуваме оној нагол пат на хормоните, на естрогенот и прогестеронот. Има еден широк спектар на симптоми. Значи, настануваат промени не само физички, него и емоционални промени настануваат. Промени во расположение. Да. Да, може да биде од една надуеност, задршка на течности, осетливост, болки во градите. Има многу жени кои што, например, мигрена имаат или главоболка пред да добијат менструација. Јас сум од тие, например, 24 сати главоболка, знам дека наредниот ден ќе добијам менструација. Сите ние си ги имаме дали 1, 2, 3, 4 или повеќе симптоми ги чувствуваме. Значи, може да биде и болка во кичмата, болка во стомакот, може да бидат грчеви, може да бидат и раздразливост емоционална, анксиозност, еден зголемен апетит или афинитет према еден вид на храна во тој период. Можеме да бидеме потажни, можеме да бидеме поповлечени. Сето тоа се симптоми предменструални кои што се случуваат. Но оно што е битно, што би сакала да го напоменам, е дека тие се симптоми кои што, да кажеме, со одреден начин, со одредени навики, ние знаеме да си ги изменаџираме, нели, секој месец не се случуваат. Но, ако некој од овие симптоми не легне во кревет, не можеме да функционираме, не можеме на работа да одиме, не можеме на училиште да одиме, не можат девојките секојдневните обврски да си ги извршуваат, тогаш е време да се направи проценка и да се прати младата девојка на доктор или жената, затоа што може да се работи за еден така наречен пременструален дисфоричен синдром или пораметување, кое што може би и ќе сака одреден вид на терапија
согласно нели кој симптом е тој кој што најмногу оптеретува. Секако, ако не можеме да функционираме во тие денови, тогаш треба да побараме проценка. Колку често жените во ваков случај не може да отидат на работа или пак девојчињата на училиште? Велат дека околу 75 до 80% од жените барем еден од предменструалните симптоми ги чувствуваат. Срекни се оние 15 до 20% кои што немаат никакви тегоби, иако овој процент е мал некаде, да кажеме од 3 до 10% од предменструалниот синдром може да се препише на ова предменструално дисфорично однесување, но можеби не зборуваме само за обични болки. Можеби точно менталното здравје е најзасегнато кај овие пациентки кои што можеби ќе треба да се обратат и кај психолози и психијатри, можеби ќе треба да биде даден тој вид на терапија за да може полесно да се преброди. Повеќе би кажала дека можеби девојчињата отсуствуваат во оној прв ден од менструација или втор ден, тие болките кои што ги имаат. Кога се најсилни. Да, кога се најсилни, тоа е веќе друга тема која што ги засегнува младите девојки, ама овој комплекс на предменструални симптоми може и со аналгетика, со спортување, со добра исхрана. Би требало да кажеме дека всушност навиките, лајфстајлот кој што го имаме е најбитен во овие денови пред, кој што може да ни помогне лесно да ги поминеме. Дали е нормално во првите ден-два од почетокот на менструацијата да се јават вакви силни истоштувачки болки, проследени со грчеви? Истоштувачки не, нормално е да има болки, нормално е да има грчеви во тие први 2 дена од менструацијата, но ако има истоштувачки болки, јаки ако се, ако доведуваат и до колапс, знаат, многу девојки знаат да кажат дека и брза помош викаат дека треба да ги боцнат и инфузија им дадат, тогаш можеби станува збор за нешто друго во тој период. Би се нарекло дисменореја, нели она што го збориме болките кои што ги има јаки во првиот или вториот ден од менструацијата, но тука е многу важно да се спомене едно пореметување на хронична воспалителна болест која што се вика ендометриоза, која што најчесто е непрепознаена и која што всушност ги предизвикува овие болки и може да биде помешана со било која друга болка, нели? Или она нашето народно кажано и мајка ти ја болело, и баба ти ја болело, и издржи. Не, треба да се направи добра проценка на таа болка. Ако е неиздржувачка, треба да се побара мислење од доктор, затоа што всушност таа ендометриозата е едно хронично воспалително заболување, каде што всушност настанува имплантирање на делови слични на слузницата на матката надвор од неа, значи на други површини во стомакот, кои што всушност ќе ги предизвикаат овие симптоми, ќе предизвикаат и симптоми болки при сексуални односи, ќе има една перзистентна хронична пелвична болест во малата карлица, болка во малата карлица, кои што всушност може да бидат нели помешани со силни менструални болки. Зошто е битна ендометриозата? Ендометриозата во долг рок може да предизвика и инфертилитет или неплодност или проблеми во однос на останување трудни младите жени, но највеќе од се го пореметува секојдневното функционирање на девојката и го нарушува нејзиниот квалитет. И докажано е дека потребно е многу долго време за да се диагностицира, да кажеме 7 до 10 години, додека не се дојде до правата диагноза, а една од 10 девојки ја има ендометриозата. Така што би ги советувала девојките да ако имаат вакви исцрпувачки болки кои што не можат да издржат во тој прв, втор ден од менструација или болки кои што не можат да ги опишат никако во малата карлица, да побараат проценка евентуално да се види да не се работи за ендометриоза. Ќе ги вклучиме гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна, ги отвораме телефонските линии, телефонскиот број испишан на екранот, можете да се јавите и да поставите прашања секако за темата за која што зборуваме, а тоа се менструалниот циклус и менструалните крварења кај жената. Споменавте дека одреден процент на жени чувствуваат болки, некои поинтензивни, други помалку интензивни, но повеќето од нив посегнуваат по лекови за смирување на болката, по аналгетици. Што велат истражувањата? Колкав дел од жените го практикуваат се тоа? Можам да кажам дека многу често, особено младите девојки,
ги користат аналгетските средства. И тоа можам да кажам дека користат многу јаки аналгетици. Би препорачала да се повеќе да размислат околу какви аналгетски средства користат, затоа што доволно еден парацетамол или ибупрофен, нестероидните антиинфламаторни лекови се докажани дека се најбенефитни во овие моменти, затоа што прекомерната употреба на овие средства може па други проблеми да створи, гастроинтестинални проблеми може да створи, кои што ќе отворат една друга тема која што треба да ја решат младите девојки. Така што практикувањето на физичка активност, добра исхрана, здрави навики и лесни аналгетици во тој период би било оптимално за да може да се надминат овие болки. Имаме гледачи. Ќе им дадеме предност. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во програма. Поздрав многу до вас и до докторката. Благодарам. Леле, колку убаво објаснуваше како у наше време немаше вакви да не едуцираат. И сега сакам да ве прашам, докторка, јас имам 70 години и нешто не ми е јасно. Во наше време немавме ние ПМС, ништо ние немавме нити потреба за благо. Сега младите генерации пуштиме нервозна сум, ПМС. Ми се јаде благо. Што ми се случува? Зар нас не ни се јадеше благо? Не можам да се сетам да одавно сум била девојче, ама тоа нешто не ми е јасно и сега ве слушав со внимание кога кажавте за тампоните. Нас у тоа време, значи се појавија тампоните, у моје време имаше, ама ни вика немој да ставате затоа што таа крв што е згрутчена нема каде да отиде и затоа избегнувавме. Поубаво со влошки, нели? Да се изфрли така. Да. Сега тоа ме интересираше и ова да ми го објасните зашто има млади што ќе ве слушаат, па ете, нека слушнат зашто тоа они сакаат благо да јадат толку многу, нели? Поздрав многу и убав ден на сите. Ви благодарам многу за вклучувањето во програма. Повелете, доктор. Ви благодарам за убавите зборови. И многу ми е драго што една возрастна личност се јави, нели, околу 70 години, затоа што сите генерации имаат, нели, нешто различно и ова денеска на сите нивоа ние го кажувам дека е многу поразлично од тоа што било порано. Не дека не се чувствувале и не биле тогаш работите. Денеска може би се пообјаснети, подостапни се информациите на девојките и полесно може да се изразат. Јас тука би го спомнала, нели, овој момент на возрастни личност кои што пред 30 години менструирали или пред 50 години биле млади и овие денешни девојки. Јас на овој начин тоа би го објаснила. Ако ние збориме за физиолошка промена, нели, менструалниот циклус каков што е, тогаш она што е најдобро е зборуваме и за емоционален менструален циклус. Во тоа време не се објаснувало дека всушност секој од овие хормони кои што, нели, флуктуира и игра во тој менструален циклус и ги прави промените, всушност и предизвикува различни расположенија. Денеска е тоа докажано. И јас сум среќна дека младите девојки зборуваат дека им се случуваат тие работи, значи дека сакаат благо, дека се нервозни. Она што мене не ми се допаѓа лично е стигматизирањето или користењето на предменструалниот синдром или дека е во таа фаза девојката да се карактеризира од страна на другите, пушти ја во ПМС или не, напротив, значи тоа треба да се прифати дека постои, за тоа е ова ново време. Порано не било така. Во тоа време не сме може би погрешно ќе ме сватат по старите гледачки, но еве имаме еден шифт или така наречена промена во ова време. Ако имавме еден период на пациентки кои што доаѓаа за прегледи и викаат, аман доктор ќе извадете све, не ми треба веќе ништо да завршам со тоа, денешната медицина иде кон сочувување или максимално презервирање на гениталните органи, затоа што докажано дека и во постменопаузата се ги вршат тие своите функции кои што ги имаат и нивното отстранување носи повеќе ризици во однос на оној долгорочен живот. Всушност знаеме дека после менопаузата не завршува животот, нели? 1/3 од животот жените го живеат во таа фаза. Во однос на тампони наспроти влошка, што е подобро? Нема што е подобро. Кажав, според афинитетот на пациентката, на што е повеќе навикната, а она што го кажа е многу точно. Значи, ако народски било кажано дека нема каде да оди таа крв, е она што јас го кажав. Создава една влажна средина,
каде што настанува намножување на бактерии во тој, нели, екосистемот на самата вагина, и за тоа на 2 до 3 часа менување и одржување сува средина е тоа што ќе помогне да нема проблеми. Ќе вклучиме уште неколку гледачи во продолжение на денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Вака, поздрав до докторката, поздрав до водителката. Благодарам. Вака, јас сум баба на внука од 16 години, полни 16. Таа има менструација нередовна. Или иди по 2 пати, или некогаш покасно. Ама мене ме загрижува едно што последните 2 месеци доби менструација што е темно сива боја, нешто така. Дали е тоа загрижувачки и ако може да ми објасните? Некако како црна боја, така. Толку темно. Да немате уште него прашање? Темно, да, беше, да. И не траеше многу, околу 3 дена. Тоа ме интересира. Така. Фала многу и поздрав. Да ве прашам. Да, уште едно прашање има докторката, бидете на линија. Да. Не разбрав. Сега добила почесто, а претходно имала нередовни циклуси, на подолго време добивала и ме интересира дали има проблеми со акни, со влакнатост на несакани места? Нема никакви проблеми. И дали има зголемена телесна тежина? Не, нема. Нормална си е. Во висина, во тежина, се си е нормално, само менструацијата некојаш иди по 2 пати, мислам, месечно. Не секој месец, ама некогаш. Понекогаш се случува да доби... Не, значи се уште има нередовен менструален циклус. Но редовно. Редовно се доаѓа. Редовно доаѓа, но само порано, така? Да. Добро. Може 2 пати да се поклопува, значи 2 пати во месецот да и дојде. А мене ме загрижува бојата на крвта. Така, вас ве загрижи и бојата, многу така. темна како сива, така беше. Така. Дали е тоа ризично, нешто проблематично, да ми објасни докторката. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Сега ви една загрижена баба, што можете да советувате? Ви благодарам за прашањето. Прво кога кажа нередовни циклуси, јас седев на онаа варијанта нели на продолжени циклуси, нели поретко појавување, ама после нели кога го разјаснивме дека всушност почесто некогаш добива. Оно што е битно, нели, девојката да знае, затоа е битно да се бележат и да се бележат менструалните циклуси, кога доаѓаат. Значи, младите девојки сега имаат многу убави достапни средства како нели апликации каде што си ги бележат тие менструации. И ова ме потсети што кажа дека јас сум баба на загрижена баба на внука. Јас не сум имала ретко пати кога ќе дојдат пациентки млади и кога ќе ги прашам кога им беше последна менструација, ќе се свртат, ако се нели помлади, ќе се од мама кога ми беше последна менструација. Ми се допаѓа што да кажеме целото семејство инволвирано вклучено околу овие работи. Битно е девојката сама да си ја следи бременоста баш поради овие работи. Прво, кога, на колку време доаѓа и каква е конзистенцијата на таа менструација. Значи, буквално се што е различно од нормален циклус што го имала претходно девојката, дури и во формата, и во бојата, и во мирисот, и во изгледот, потребно е да се јави на лекар. Значи, пошто се работи за 15 годишно девојче, ќе се јави кај својот матичен педијатар, кој што може да ја препрати понатаму на гинеколог. Да дадеме некој конкретен одговор за да ја улесни малце на нашата гледачка, не верувам дека нешто е многу сериозно. Единствена причина која што вака можам, нели обично ние ги гледаме крварењата за да можеме или треба да ги видиме пациентката, би било во опсег да биде некаква генитална инфекција, иако не се во нели младите девојки немаат стапено сексуални односи, едноставно нели нешто промени во личната хигиена интимна, може да станува збор за некаква инфекција. Некогаш преагресивни средства за интимна хигиена водат кон проблеми. Имаме уште еден гледач, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, едно кратко прашање до докторката. Јас сум доелка, 9 месеци веќе дојам и се уште немам добиено циклус. Ме интересира до кога се смета за нормално недобивањето на циклус. Да, уште едно прашање има докторката. Дали можам да прашам, а тоа ви е прво дете? Не, второродка сум. А првиот пат кога добивте менструација? На 8-миот месец. На 8-миот месец имате родено спонтано или со царски? Со царски рез. Добро, фала ви за прашањето. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам и на вас. Пријатно.
Обично е на старата школа или поговорка викаат додека трае доењето нема да се добие менструација. Не е тоа е еден вид на мит, не е така веќе. Обично после царски рез побрзо настапува менструацијата отколку по вагиналното породување. Но веќе ако поминале 9 месеци, а претходно имала на 8 месеци добила менструација, можеби треба да иде да се види еден преглед редовен да направи кај својот матичен гинеколог, но не верувам дека е нешто за загрижување кое што треба да биде кај пациентката. Но може значи жената се додека дои, да речеме години нешто да дои, да не добие циклус. Може да не добие циклус, а може да не добие циклус, а може да забремени. Аха, може да забремени. Отсуството на менструалното крварење не значи и неможност за забременување? Не, многу ретко, но не значи. За време на доење зборуваме. И за време на доење, да. Ние имаме многу пациентки кои што очекувајќи дека нели дојат и дека се после породување всушност на еден начин го користат тоа како контрацепција, тоа е всушност мит. Значи дека имаме многу пациентки кои што останале бремени без да добијат менструација во тој период. А што со девојките и жените кои што немаат редовен менструален циклус, дали и тие може да забременат без проблем? Прво и основно, отсуството на еден регуларен менструален циклус, на една регуларна менструација, треба да се кај сексуално активна жена. Добра. Треба прво да се исклучи бременост, нели? Тоа е прво нешто кое што ние нарекуваме така наречена секундарна аменореја, значи по претходни нормални циклуси. Кога одеднаш. Да, кога одеднаш ке прекине или нема да добие некое време жената, секундарна аменореја и прво ако е сексуално активна жената без разлика дали ќе даде податок дека користела или не користела контрацепција, прво и најбитно е да се исклучи нели бременост. Понатаму треба нели да се направи еден гинеколошки преглед, да се види всушност во каква состојба се гениталните органи, зошто настапува нели тоа отсуство од менструација. Она што како да кажеме битно кај тие редовни менструални циклуси, па по некое време не добивање на менструација, она што го рековме кај младите девојки додека не стане нели таа нормална комуникација помеѓу мозокот и јајниците. Ова сега недобивање на менструација после многу години на добивање може да биде еден знак нели на настапување на тој така наречен перименопаузален период, каде што всушност нели се намалува функцијата на јајникот и настанува една хипофункција и може нели води кон менопауза и еден од знаците, да кажеме, за перименопауза или дека оди кон тоа недобивањето менструација, но може да се каже нумерички ако размислуваме, ако кај еден регуларен циклус секој месец што се јавувал, имаме 3 месеци од аменореја или од недобивање, отсуство, треба девојката или жената да се јави кај својот лекар да се види за што работи, а кај оние кои што имале нередовни циклуси на неколку месеци кои што добиваат, 6 месеци би била таа да кажеме бројка, отсуство на менструирање и менструален циклус, тогаш треба да се јават. Ама во оваа плејада која што симптоми може да бидат нели на причина за отсуство, би ги спомнала полицистичните овариуми, народски така кажано, или нели тоа се јајници кои што се со нанижени фоликули како бисерчиња, ехосонографски да кажеме дека така се крстени, кои што се дел од еден така наречен полицистичен оваријален синдром, кој што и пред неколку дена минатата недела доби нова номенклатура, ново дефинирање или полиендокринолошко метаболен оваријален синдром, кој што всушност и многу подлабоко го објаснува значењето, значи дека не е само полицистични овариуми или нередовни менструални циклуси, него станува збор за една метаболна, хормонска, хронична состојба на која што мора да ја обрнеме внимание, затоа што први не само што ни пречи во моментот дека немаат редовни циклуси девојките, него може да доведе и до таа така наречена една хронична ановулаторна состојба, каде што немаме нели нормални овулации и може да доведе до многу метаболни пореметувања и ризик за одредени метаболни кардиоваскуларни ризици во подмината или во таа возраст, ризик за хиперинсулинемија како ризик за диабет, а и има
една од најчестите причини за инфертилитет или неможност за останување трудни. А дали жената може да забремени ако има сексуален однос за време на менструација? Прво ќе го поставиме прашањето дали може да имаат Дали е сексуални, пожелно? да, дали е пожелно да имаат сексуални односи за време на менструација. Тоа немаме ние како гинеколози, не забрануваме, се до личното преферирање, до согласноста и до комфорот или комодитетот кој што го осеќаат двајцата партнери. Значи, кога тие двајца се сложни во тој период да ги остваруваат своите сексуални односи, тогаш може. Но Нема зголемен ризик од инфекција? има, да кажеме, на мала доза на зголемен ризик за инфекции, баш поради промената на pH средината која што е таму и отвореноста на маткиното усте и поприемчивост за инфекција, но се додека се следат добрите навики за лична хигиена и заштита, тогаш се минимизира ризикот, што не води до одговор на второто прашање, а тоа е дека за време на менструален циклус, кој што многу девојки можеби и тоа го користат како средство за контрацепција, треба да го напуштат ако го дознаат фактот дека всушност можеби мали се шансите, но се уште постои можност за преминување за време на менструацијата. Што со оние што имаат многу обилни менструални крварења поради што им се јавила анемија? Како се решава ваквиот проблем? Првен треба да се види и да се открие зошто е обемно крварењето. Значи, повеќе аспекти може да бидат зошто е тоа обемно крварење. Хормонални промени, може да бидат промени кои што се јавуваат на матката, како полипи, миоми, лош квалитет, аденомиозни жаришта на матката, кои што ќе ги направат овие обемни крварења. Може да имаат промени во факторите на коагулација, кои што ќе имаат по-големи, по-обемни, по-долготрајни крварења. Може да бидат како причина и малигни заболувања исто така на пообемни крварења. И од кога ќе ја најдеме причината... А може ли генетика да е едноставно такви да се менструалните крварења, обилни? Секако ќе се најде причина. А мора да има причина, генетика така? Не е објаснување за се, а и ако има генетика, треба да се докаже генетиката за тие работи. Секако дека ќе го најдеме одговорот зошто се јавува обемното крварење и од кој ќе го најдеме одговорот зошто, така и ќе му пристапиме. Ако се хормонални пореметувања, ќе имаме конзервативен хормонален пристап, можеме да дадеме со користење на терапија. Ако се работи за пореметување на коагулација, ќе се даде и друг вид на терапија која што ќе го намали тоа крварење. Ако се работи за патологија бенигна на матката, ќе се пристапи кон хируршки минимално инвазивен третман, например со киретажа или хистероскопија за тоа крварење. Така што оној момент кој ќе откриеме за што се работи, ќе имаме алатка како да помогнеме понатаму, но секако не треба да не направиме ништо, затоа што тие долготрајни и обемни крварења ќе предизвикаат анемија, како што рековте. И всушност, една од главните причини за феродефицитна или анемија која што недостаток на железо се овие обемни крварења и тие навистина може да го нарушат квалитетот на живот. Сега има и многу жени кои што толку хронично имаат обемни крварења што више се навикнале на симптомите на анемија, еден замор, едно забрзано биење на срцето, потешкоти при дишење, физичка активност која ќе почне, па брзо заморување. Дури некои жени се навикнуваат на тие работи и нормално функционираат. Некоја жена од 120 хемоглобин ќе има 105, па ќе ги почувствува овие симптоми, а некоја жена што цело време обемно крварела со 70 до 80 хемоглобин, па не добро сум, доктор ќе кажа, но ќе се види по изгледот, има едно бледило, има едно жолтило кое што се осеќа и се гледа кога има анемија пациентката и не треба да се остави така дека од секогаш сум имала јаки крварења. Напротив, мора да се најде причината и да се помогне. А што се оние жени кои што велат дека менструацијата им трае многу кратко и при тоа крварењето е исклучително мало? Тоа е многу мал процент, но може да биде знак на нормален и редовен менструален циклус. Значи, нека не ги заплашува, не се само тие обемните крварења или нормалните. Нека некои жени 1, 2 до 3 дена може, а сепак да има еден нормален ритм менструален, може да има и овулација, да се толку. Ке кажам ти, всушност, помалку трошат се и поекономични, како можам да го кажам, да го ставам во некоја шеговита варијанта тоа, но секако треба да си имаат редовни прегледи и да видат зошто тоа се случува. Ако имала нормален и редовен циклус,
и нормално крварење од 5-6 дена. А сега има од 2 дена и тогаш треба да се направи проценка, тоа не е нормално. Докторке, неисцрпна е темата. Апсолутно, Остана многу прашања неодговорени, но се надевам дека повторно ќе видите наша гостинка во Телма амбуланта. Ви благодарам за прекрасните појаснувања. Ви благодарам и на вас. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Гледајте не секој ден во редовниот термин емисијата 12 часот и 50 минути. Ви посакувам пријатен ден.